Шахот во Прилеп има долга традиција. Шаховскиот клуб Прилеп, кој што постои веќе 6 децении, е еден од ретките, ако не и единствениот клуб во Македонија, кој има своји собствени простории. Интересно е да се каже дека шахот во Прилеп започнал прво да се игра на шаховски маси низ прилепските берберници. А потоа, веднаш после завршувањето на Втората светска војна, е оформен и клубот. Еден историски запис вели дека шахот во Прилеп го донесел идеологот на НОП во Македонија, Кузман Јосифовски Питу, а член на овој клуб и негов председател бил кодификаторот на современиот македонски јазик Блаже Конески. Почетоците на шахот во Прилеп се уште во ранните 40-ти години, играјќи во берберските клубови низ чаршијата, како што веќе има некои записи дека првиот шах го донесол Кузман Јосифовски во нашиот град. Тој Кузман Јосифовски Питу. Да, Кузман Јосифовски Питу, и со тој шах веќе почнува посериозно да се работи на шаховската игра. И со самото тоа понатаму се продефилирале шахисти кои што почнале да играат во шаховските клубови, кои што веќе формиране веднаш по ослободувањето 46-та година, и веќе во 48 година се забележани и првите мечеви на Прилепскиот шаховски клуб со екипите на Скопје, Битола и Куманово. Можеме да истакнеме од побитните председатели на шаховскиот клуб Прилеп дека е господинот Блаже Конески, кој што бил и во првиот председател на Шаховската федерација на Македонија, а неговите почетоци се исто во шаховскиот клуб Прилеп. Клубот понатаму се развива по пат на спонзорирање од различни фирми во нашиот град, значи постоеле шаховски клубови Победа, Црнбор, Мермерен комбинат, Тутунски комбинат, Металец, кој што со самиот развој на економијата и на стопанството се развива и шаховската игра. За понатаму да прерасни во еден од посериозните шаховски клубови Тутунскиот комбинат, кој што веќе се надпреварува и е победник на Македонската шаховска лига во бившата Југославија и учествува на неколку надпревари во Втората сојузна лига. После тоа, од осамостувањето па до денес, шаховскиот клуб Прилеп е секогаш во врвот на македонскиот шах, освојувајќи од 4-то до 3-то место, меѓу 3-то и 4-то место. Исто така Прилеп беше познат и како еден од ретките шаховски клубови во државата кој што го гаи и женскиот шах. Исто можеме да се пофалиме што на времето нашата прилепчанка Татјана Василевска беше и првак на бившата Социјалистичка федеративна република Југославија. Шаховскиот клуб Прилеп конечно после долги години на обидување го направи својот најголем успех и ја освои вице-шампионската титула на Македонија, на државниот шампионат кој што деновиве се одржа во Струга. Ова е само уште еден доказ дека Прилеп полека но сигурно станува град на шахот, затоа што од голема заинтересираност за овој спорт, од членовите на шаховскиот клуб Прилеп се формираше и вториот шаховски клуб во овој град, ШК Пелагон, кој го освои првото место во Втората македонска лига и сега од идната година ќе се надпреварува во Првата лига. Со тоа Прилеп ќе има два клуба помеѓу најдобрите. Значи од самостојањето на клубов и на Македонија учествуваме во Првата лига, континуирано сме први, во првите 3 места се бориме, а годинава го постигнаме максимумот што се пласиравме како вице-шампиони во Првата македонска лига, со право на учество за Европскиот куп на шампиони што се одржува во Драч. Така да може да се пофалиме дека со макотрпна работа и доста тренинзи, значи го постигнавме тоа нештото што го уназад го очекувавме долго време, стално сме биле трети и четврти, значи никош не сте биле втори. Прво место е обезбедено и резервирано за Алкалуид, што не мора да значи до година, со самата работа и со играчкиот кадар што ги имаме, значи како играчи, како тренери, сите комплет од екипата и од клубот, значи може да се бориме и ништо случајно да бидеме и први, да речем, до година, на тоа се стремиме. Интересот во Прилеп се омасови шахов, значи може да се пофалиме дека како град на шахот е еден од поголемите во Македонија и како стално имало големи таленти, значи и од голем интерес и масовност на шахисти се оформи уште еден клуб, тоа е Пелагон,
значи кој се надпреваруваше во втората лига, го освои првото место и се пласира до година за во првата лига. Со тоа што до година имаме два клуба, прволигашки клуба, што ќе атакуваме, како што кажа, на првото место, другиот клуб да се биде исто во врвот во првите 3 места во првата македонска лига. Исто така има масовност и од понежниот пол, така што оформивме и женска екипа, значи за прв пат имаме оформено женски клуб во Прилеп, така да до година планираме да учествуваме со 3 екипи во македонскиот шах, 2 екипи да биде, значи во прва лига, а вторава лига да биде женската екипа. И се надеваме на големи успеси и за пласман на Европскиот куп шампиони што се одржи во Албанија до година. Се одржуваат и турнири во шах во средните училишта во Прилеп, на кои што учество земаат голем број млади. До сега имавме турнир во училиштата, во средното општинско училиште Ристе Скиричко. Таму го делев првото место. Веќе во Ристе Скиричко ја формиравме екипата за шах. Сега очекуваме да изиграат сите училишта училишни турнири, па се спремаме за екипно против училишта. Шахот го играм како и мал, од мал. Започнав најпрво со дедо ми игри, после продолжив со професор Дејан Ѓорџиевски, тој ми беше професор по шах, така и доста напреднав, па заедно со, морам да напоменам, со Тони, Кира и сите играчи во клубов, доста напреднав и сега веќе сум редовен играч на турнири. Шаховскиот клуб Прилеп моментално има и голем број на мали дечиња кои сега ги учат тајните на шахот, а истите им ги пренесува Јустина Дудка од Полска, која што сега е дел од женската екипа на ШК Прилеп. Лани игравме во првата лига, останавме, наредната година пак ќе играме. Овде работам од ланската година како инструктор по шах. Работиме секој вторник и четврток од 18 часот. Децава се доста заинтересирани. Од Шаховскиот клуб Прилеп се надеваа дека во иднина ќе обезбедат и повеќе финансиски средства, за да може да одат и на меѓународните надпревари кои што се одржуваат во странство. Ние во овие неколку години имаме, да бидам искрен, голема помош од локалната самоуправа. Исто така и Агенцијата за млади и спорт знае да го препознае резултатите на нашиот шаковски клуб и имаме помош и од неколку компании во нашиот град. Меѓутоа се надеваме, тоа се мощни скромни средства со кои што располага шаковскиот клуб и оваа година со освојањето на вице-шампионската титула ние веќе стекнавме право да играме на идниот куп на европски шампиони кој што се одржува во Драч во соседна Албанија и се надевам дека некои од компаниите кои што се добро препознатливи во нашиот град ќе смогнат сили да го помогнат шаковскиот клуб за да можеме да земеме активно учество на купот на европски шампиони, со тоа што можеме да се пофалиме на претходниот европски шампионат го освоивме високото 14-то место во Европа, што значи дека мислам да Прилеп со ова може да се горде и еден од најзаслужните спортски колективи во нашиот град. Со сите своји награди, признанија и големи успеси, Шаховскиот клуб Прилеп е вистински амбасадор на овој град, кој достојно го представува на сите надпревари.